Значи, секако дека тие постапки ќе им се даде приоритет за да може да добијат крајна завршница. Не може да се развлекуваат работите до недоглед. Значи, што ми започната постапката, мора да се заврши. До кога би можеле да очекувате дневните на таа развршница сега, оптимално? Па сигурно до предгодишните одмори не. Меѓутоа на есен сигурно дека ќе се зафатиме најсериозно со таа работа. До годишните одбори планираме, доколку успееме, бидејќи малку и изборите сега не дефокусираа, да извршиме избор на 6 судии во апелациониот суд Скопје, 2 судии во управниот суд и да избереме преседатели на 10 суда. Познато ви е дека на претходната седница ние именувавме вршители на должноста, меѓутоа сметам дека ќе успееме до крајот на ова половина од годината да избереме и преседатели на тие основни судови. Тоа се 10. Веројатно имате слушнати сите прислушувани разговори. На иста маса седите со Јово Вангеловски, председател на Врховниот суд. Може ли да очекуваме за такви личности конечни постапки, бидејќи слушнавме како се постапувало и во сите релевантни извештаи, да не речеме све или извештаи на американската администрација стои дека постапувале политички по политички литва. Ќе превземете ли конкретно нешто против такви судии кои се посочени со прст? Секако, значи, по функција, член на Судскиот совет е и преседателот на Врховниот суд и министерот, независно од тоа дали е Јово Вангеловски, Киро Здраве или било кој. Поради тие причини се повикуваат на седници на Советот и преседателот на Врховниот суд, исто така и министерот за правда. Со оглед на тоа да се покренати и постапки пред Судскиот совет, и јас реков дека се што е покренато пред Судскиот совет како постапка за утврдување на одговорност на било кој, независно дали е судија, преседател на суд, уште повеќе член на Судски совет, преседател на Судски совет, тие постапки мораме да ги завршиме.